Ако има една работа за која се согласуваат двете големи политички партии во САД, тоа е дека компаниите за социјални медиуми мора да го променат начинот на кој работат. И кој и да ја освои Белата куќа, веројатно ќе оствари таа цел. Ако немаме слободен говор, тогаш едноставно немаме слободна земја. На својата веб страница на кампањата, републиканецот Доналд Трамп тврди дека правото на слободен говор загарантирано со првиот амандман на Уставот на САД е прекршено од страна на некои компании за социјални медиуми. По нападот на 6 јануари на американскиот Капитол, на Трамп привремено му беше забрането објавување на некои сајтови. По мојата инаугурација како претседател ќе побарам од Конгресот да испрати предлог закон за ревидирање на членот 230 за да се извлечат големите онлайн платформи од бизнисот со цензура. Членот 230 од Законот за пристојност на комуникациите од 1996 година беше фундаментален во воспоставување на интернетот што го знаеме денес, вели Бренди Норнеке, директорка на лабораторијата за технолошка политика на Универзитетот на Калифорнија, Беркли. Тоа всушност им дава можност на платформите да можат да ја модерираат и отстрануваат содржината без ризик од одговорност. Сега често слушаме дека првиот амандман е прекршен од овие платформи. Сепак, првиот амандман се однесува само на владиното потиснување на говорот. Самите платформи, тие се приватни ентитети и субјекти кои имаат правата од првиот амандман. Предходните обиди за ревидирање на членот 230 пропаднаа. Откако профилите на Трамп беа забранети во 2021 година, Флорида и Тексас, две држави со мнозински републикански електорат, усвоија закони со кои се ограничува способноста на компаниите да го контролираат политичкиот говор на нивните сајтови. Но овие закони беа ставени во мирување оваа година, кога Врховниот суд на САД пресуди дека медиумските компании имаат право да носат уреднички одлуки без мешање на владата. Политичарите од Демократската партија на Камала Харис често ги обвинуваат компаниите на социјалните медиуми дека дозволуваат премногу штетен говор на нивните платформи. Во 2022 година, подпредседателката Харис формираше работна група во Белата куќа за да го реши проблемот, прикажано во оваа снимка од CSPAN. Hate has become so common on the internet. Омразата стана толку вообичаена на интернет што како општество се нормализира, а за корисниците некои може да кажат дека е неизбежна. За сега, правото на компаниите за социјални медиуми да ја контролираат содржината на нивните сајтови останува на сила, но за многу политичари и граѓани ова прашање е далеку од решено.